За скандалот со македонското знаме во Бугарија, каде при посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, тоа не беше истакнато. Денес се огласија Мицкоски, Радев и СДСМ. Еве што рекоа тие. Она што е поважно за мене е што Европа и светот можеа да видат на отворена сцена, а тоа го очекувавме, кои се вистинските намери на водството во Софија. Не се вистинските намери бугари во Устав, тоа е најмалиот проблем. Таму малку поголема, или да бидам попрецизен, многу поголема е потребата да покажат мускули и да ги покажат своите вистински намери. И уште еднашка Европа и светот можеа да видат дека не е бугарите во Устав вистинската намера на официјална Софија, туку многу повеќе од тоа. Ние сме подготвени секогаш на добрососедските односи со добрина да возвратиме, но оној пат кога ќе видиме дека се поминати црвените линии, Рубиконот, тогаш ќе мораме да интервенираме и денеска ќе биде тој демарш практично врачен на амбасадорот на нашиот источен сосед. Нека биде јасно, ова не беше ниту државна, ниту работна посета и се надевам дека во блиска иднина председателот на Република Северна Македонија ќе оствари државна посета која ќе биде со сите официјални церемонии по протокол и тоа ќе придонесе и за нашите односи, изјави денеска Румен Радев, кој истакна дека средбата во Софија била конструктивна и со добар тон, додавајќи дека имал покана за посета на Северна Македонија. Кристијан Мицкоски наместо да го осуди понижувањето на македонската држава среде Бугарија и да побара одговорност за тоа што се дозволи национален срам без македонско знаме, се обиде да ги оправда виновниците, Силјановска и министрите во неговата влада. Ниту министрите, ниту Силјановска не реагирале за националното понижување во Бугарија заради жал за загинати пилоти. Мицкоски нема образ. Тој ли ке зборува за свитка на кичма, а дозволи Бугарија под да избрише со Македонија и да ни приреди национален срам среде Софија. Овој скандал, почитувани, потврдува дека владата и институциите предводени од Мицкоски и Силјановска немаат никаков капацитет за меѓународна политика, уште помалку да обезбедат подобри услови за земјата во меѓународни рамки.